На терен повторно Михајло Донев е на лизгалиште. Да, во викендот во Скопје се одржува меѓународен надпревар во уметничко лизгање, па повеќе детали токму од него. Михајло, повели. Така е, драги, се наоѓаме во лизгалиштето овде во спортскиот центар Борис Трајковски. Како што кажа и ти, викендов, односно денеска и утре, ќе имаме меѓународно надпреварување во уметничко лизгање, меѓутоа и домашно, национално надпреварување на голема чест за мене, би рекол. Со мене денеска е нашата најдобра јуниорка во уметничко скијање, Исидора Исјановски. Исидора, добро утро и благодарам што во време кога имаш надпреварување и треба да се подготвуваш, најде време да видиш дел од Македонија наутро. Благодарам. Така, што ќе се случува најпрво да им кажеме на гледачите, на оние кои што не знаат овој викенд овде во Скопје, односно денеска и утре, какви надпреварувања по уметничко лизгање ќе имаме? Вака ќе имаме меѓународно и национално надпреварување, како што кажавте и вие. Ќе се одржува, започнува денеска во негде мислам дека околу 19 часот и ќе започне исто утре изутрина во 7:30. Околу 7:30. Така, ќе имаме и домашно надпреварување. Ти си наш шампион, лани го освои. Какви се очекувањата годинава? Па се надевам дека ќе биде истото и оваа година, да го потврдам мојот талент и успех и ќе дадам се од себе. Така, како течат подготовките? Колку време се подготвуваше? Како се одвива тој процес? Со оглед на нашата кратка сезона која започнува во декември или ноември, зависи од времето, нели секако. Ние имаме само 3 месеци мраз во нашата држава на ова отворено лизгалиште и за да го искористиме максимумот, тренираме и пред училиште и после училиште. Кога сме прва смена, нели од 6:30 наутро до 7:30 и малце касниме во школа, но сепак оправдано е. И навечер после училиште негде околу 6-7 така нешто. Кога се подготвуваш за одредени турнири, доцнењето во училиште е оправдано? Да, секако. Мислам, јас си го потврдувам и мојот успех во школа, така да не е значи проблем. успешна и на училиште и надвор. Учесник си досега на повеќе, неколку десетици меѓународни надпреварувања. Колку точно и какво е искуството досега? Па досега искуството, можам да кажам дека ние со нашата кратка сезона се трудиме максимално и задоволна сум да кажам дека ги постигнуваме резултатите и секако нели тие имаат подолга сезона и се подобри од нас, но ние сепак се трудиме да бидеме како нив и мислам дека тоа ни успева. Така. Веќе зборувавме за подготовките за надпреварувањата вечерва и утре, но дали ќе има нешто ново, некој нов елемент во твојата изведба кој што ќе можат да го гледаат сите љубители на уметничко лизгање? Да, така јас се трудам да правам тројни скокови исто така и моите пируети од минатите години се исто така подобрени и побрзи. Така да може да очекувате нешто ново денеска и утре. Така. Дали се соочуваш со поголем дополнителен притисок кога настапуваш дома? Како е тоа психолошки кај тебе? Па дома не би рекла, бидејќи сепак домашен терен, моја публика, сите тука знам дека ме поддржуваат и сакаат најдобро да постигнам. Така да не би рекла дека има некој поголем притисок кога сум дома. Значи напротив, повеќе храброст. Да. Сидора, посакуваме многу среќа денеска и утре и повторно да бидеш наш шампион со кој ќе се гордееме. Благодарам. Со Исидора Исјановски, нашата најдобра млада јуниорка во уметничко лизгање, зборувавме за предстојниот меѓународен, меѓутоа и домашен национален турнир кој вечерва и утре ќе се одржи во Скопје.